Со децении енергетските гиганти како Shell вадеа нафта од нигериската делта на Нигер. Тоа им донесе заработка на компаниите и на нигериската влада, милиарди долари. Но локалното население долго време се жали на огромна еколошка штета. Не можете да одгледувате да ја пиете водата, не можете да рибарите, затоа што рибите умираат или се мртви. Shell во јануари објави дека се повлекува од делтата на Нигер, продавајќи ја својата нигериска подружница и лиценците за рударство и инфраструктура на конзорциум од 5 главно локални фирми. Shell вели дека тоа е дел од планот за транзиција од фосилните горива. Групите на граѓанското општество велат дека Shell мора да направи повеќе за да ја исчисти животната средина пред да замине. Неодамнешниот извештај на холандската организација Центар за истражување на мултинационални корпорации или СОМО предупреди дека планот за откуп е темпирана бомба. Многу сме загрижени за последиците од загадувањето што ги остави зад себе Shell. Но не само Shell, туку дури и други нафтени компании, кои го откупија своето учество од делтата на Нигер. За нас е важно федералната влада да ги разгледа овие прашања, бидејќи нафтата нема да тече вечно. Нафтените компании како Shell често обвинуваат за кражби и саботажи со излевање на нафта, што го оспоруваат еколошките здруженија. Локалните жители исто така бараат заработка со производство од мал обем, рафинирање на мало, вели Каемба. Рафинирањето на нафтата на мало само ја влошува ситуацијата. Навистина е тешко да се каже кој е виновен. Извештајот на СОМО тврди дека Shell ги продава своите операции на домашни компании кои можеби немаат средства или волја да се справат со старата инфраструктура. Во соопштението Shell кажа дека нивниот план е да се овозможи на регулаторите да контролираат широк спектар на прашања и дека владата го има последниот збор. Компанијата соопшти дека ќе продолжи да ја користи својата техничка експертиза според условите за продажба на новите купувачи. Нигериската влада навести дека има намера да ги одобри плановите на компанијата Shell. Министерството за нафтени ресурси не одговори на барањето на Гласот на Америка за коментар.